Македонската влада доби нов список на реформски чекори од Брисел што државата треба да ги исполни до декември, за да остане во добро темпо за планот за раст. Премиерот Мицкоски деталите ги разговарал на онлайн состанок со директорот за соседство и проширување на ЕУ, Герт Јан Копман. Досегашните обврски се исполнети освен изборниот законник, кој останува отворен поради блокадата на опозицијата. Но Мицкоски вели дека се уште важи понудата таа да се договори меѓусебно за изборните правила поврзани со гласањето на диаспората далечина и изборните единици. Со господинот Копман разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат. Апелирам на одговорност, на зрелост кај претседателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Додека премиерот ги пренесуваше пораките од Брисел во собранието, опозицијскиот лидер Филипче преку Националниот совет за евроинтеграција упатуваше критики до власта. Обвини дека намерно се кочат евроинтеграциите, коментирајќи дека владата влијае врз правосудството, дека е слабо спроведувањето на мерките против корупцијата, но ги спомена и познатите обвинувања за српски свет и руско влијание. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладини конференции. Секој ден гледаме како регионот оди напред, за жал ние стоиме во место. Кога регионот оди напред, а ние не правиме ништо, тоа е и назадување. Ке дојде временски период во кој што веќе нема може да се споредуваме со никој, поради тоа што едноставно луѓето овде нема да гледаат иднината. Евроамбасадорот Рокас пак порача дека има 3 клучни точки за македонските евроинтеграции. Прво, обврската за уставни измени од 22-та, потоа согласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика со ЕУ, зашто ја пофали Македонија, а третото е владењето на правото како клучен фактор за оценка. Сепак тој побара политички консензус за изборниот законник и покрај политичките разлики. I'm saying that because I know, and now I'm almost 2 years here, I can see that there is ample space to argue and debate and have confrontation about many aspects of the daily life of citizens. But in these key laws, it would be important, also with our support, to reach consensus, and these have been also the case for, of course, the electoral, which we didn't manage to fulfill it until the deadline, the criminal code, the laws on courts, the Ombudsman Office, the strategy on fighting corruption, and many other. На консензус смета и вице-премиерот за евроинтеграција Беким Сали, кој ги повика сите пратеници на конструктивен пристап кон законите поврзани со европската агенда. Катерина Нешкова, Сител телевизија.